Овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Вие сте на Телма, а ние сме во хотел Лимак. Денешната тема е култура и некултура. Што ни се случува во општеството? Како тоа што е нормално стана ненормално и како некултурата ја победи културата? Дали културно пропаѓаме затоа што го критикуваме само туѓото некултурно однесување, без при тоа да се погледнеме себе си, или пак реченицата па сите така прават, е доволно добро оправдување за културната деструкција која што ни се случува во општеството. Знам дека е некултурно ставањето нозе на маса, ама сите по дома така си правиме. Па прашањето е, дали културата треба секаде да си ја носиме со себе или пак е за покажување само пред други луѓе. Ги симнувам нозете и ги најавувам гостите. Таа се сретнала со секаква култура, патувајќи на 4 континенти и 400 дестинации. Сега е собственик на дигитална платформа Level 7 TV и Фондација за унапредување на граѓанско општество Берта Додевска. Тој доаѓа од најпочитуваната, најценетата и институција во која граѓаните имаат најмногу доверба – кафана. Дали оваа институција е културна институција или тоа зависи од гостите и изборот на пијачката? Ќе ни одговори пејачот и член на ансамблот Танец Драган Даце Николовски. Еднаш има изјавено, никогаш не би се сончала топлес во Дојран и Охрид, а јас ќе ја прашам, оти не е културно или не е место? Таа е со диплома од филмска и телевизиска монтажа и е магистер по визуелни уметности, а сите ја знаат како Олето, Оле Поцкова. Тој доаѓа од градот под Тумбекафе, а на Широксокак, градот со најголемите кабадаи, најзгодните чупиња и најдотераните дами. Битола е конзулски културен град, а тој е музички продуцент и поново јутјубер. Мими Марковски. Се надевам дека сте задоволни од најавите. Ма прекрасно. Добро, одлично. Сега на почеток, да знаете дека моите гости секогаш даваат една заклетва, дека ќе бидат добри гости и дека ќе бидат добри соговорници. Така да, јас ќе ве замолам. Како? Како закана малку. Не закана, не, чисто да знам со кој си имам работа и чисто да знаете вие со кого си имате работа. Значи читам, повторувајте по мене. Снежи, зашто ме ке мене гледаш стално? Најблизу си ми. По висина Ја да не ја утна вработува нешто иначе. Не. Значи, повторувајте по мене, јас прво читам вие. Давам честен гостински збор. Давам честен гостински збор. Дека ќе бидам културен. Дека ќе бидам културна. Прецизен. Прецизна. Искрена. И духовит во давањето на одговорите. Се ова Така е. И духовит. Духовит. Слушајте сега. Ајде. Дека ќе го сослушам соговорникот. Дека ќе го сослушам соговорникот. Ќе го сослушам соговорникот и ќе го Дека ќе го разберам. сослушам соговорник. И културно ќе го прекинам. И ќе се обидам. И културно нема да го прекинам. Глупо е. Мај да прекиниш, ајде. Добро. После Ура за култура. ура. Ура! Во веки веков. Еден аплауз. Добро, видов со кого си имам работа. Ете, напијте се сега по едно винце и вода. Ајде веднаш да прашам. Која е онаа навика која што вие знаете дека е некултурна, ама си ја применувате и си ја имате? Даце? Знам да упаднам во збор. Добро. А мразам кој ќе ми упаднат во збор. Ама не можам да додржам да заврши тој карши мене да се изнакажам. Што Ама ретко тоа значи зборувам. се разбираме, значи дека на пола реченица си ме разбрал и си продолжил. Јас така гледам, јас упаѓам. Благодарам, благодарам. Сите во Њујорк така зборуваат. На пола реченица овој го разбрал, овој буди, ти за во Њујорк си правилно. Сите Тоа на е пола знак се на сеќаат. интелигенција веќе, да, така. Значи на третиот збор си ме разбрал. Да, знак на интелигенција тачно. Ајде, Оле, ти кој? Јас што правам? Што правиш? Не е културно, ама ти си продолжуваш да го правиш. Например, колата ми е гнасотил. И татко ми вика, Олгицо, ти џабе се бањаш, треба вака да возиш.
Ја ќе се дотерам Со скафандер. Абе, гадост жива. Ама обеќавам дека од другиот месец нема така да правам. Не од понеделник, од другиот месец. И ќе заврне други. И ќе завикам, а имам еден голф зелен, знаеш како? Што да ти кажам, змај. Ама не е зелен сега, нели? Темно Не е зелен. зелен. На кај кафеавко. Сафари боја. Добро, Мими? Чекај, црниот што го паркираше на моје место доле. Тоа е. Не знам, веројатно имаме многу некултурни работи кои што ги правиме. Ете носот, јас можам да речам, често се допирам, не знам зошто, не дека имам некоја потреба, али така. Вака го правам овој Ти потек. се допираш, не го вадиш окото. Да, ама ете да речеме и пред камера и често кога сум, да. Знам да си го допрам носот, а зошто не знам. Добро, Не кажи можам ми да се дали е објаснам. некултурно, пошто доаѓаш со југо, дали е некултурно кога нема да ти ја треснат вратата на југото? Некултурно, дали е нетрескањето Не, на може вратата? да ми падне соговорникот ако не затвори вратата. Иначе Уствари на тебе ти е за него. и така е. Има и една анегдота, вели ако врата од југо не се затвори добро, значи мора да се слушни таа вратата која ќе се затвора, бидејќи сега долу кај што паркира. Акустика има самиот паркинг и кога ќе се затвори тука вратата се слуша до Крагуева за да не им е жал дека нема поќе југа да се пречат. Еве југа има по улицата да се Кој е овој дечко со олтајмер? Ајде, слушам, Не е Верта, ти, олтајмер. која е твојата некултурна навика што тоа? Леле, не се спремав, јас не размислив за сите точки, значи ај малку подолга една ситуација да објаснам. Имам многу драги пријатели во Словенија. Еве сега прва ситуација која ми текна по пат, кога ги слушам другите. Тоа се тотално два различни начини на комуникација. Например, Примош вика во јануари: одиме на 5 мај во Венеција, славиме роден ден. И тоа се случува во јануари. И јас ја почнувам крај на јануари. Одиме да вадам карта, одиме да се договоривме. Февруари, сигурно да не закажувам ништо за мај. Да бе да одиме, нели рековме, сите сме договорени 20 души, одиме на 5 мај во Венеција да славиме роден ден. Топ. Сигурни сте да резервирам? Да. Април. Дечки, измени да не има. Не бе словенци. Не бе рековме тоа време, значи 5 мај сите имаме слободни денови, одиме. Сигурно се слави. Дента сум стигнала во Словенија, во Љубљана сум стигнала, викам, дечки, утре важи договорот, така, одиме, сабајлето, значи треба да тргаме 2, 3, 5 коли, треба да тргаме. Дечки, тргаме ли? Јас спремна сум го... Сакаш да кажеш дека си напорна? И вака ме гледаат малце чудно, шо е со тебе? Вака викам, значи во Македонија, еве Скопје, закажуваме состанок во понеделник. И ти сега викаш, дечки, четврток 2 сат одговара. Ако не се јавиш во среда од сабајле, дали четврток одговара 2 сат, ништо од состанокот. Ако не се јавиш у среда навечер, дечки, да нема измена у среда во денов, ништо од состанокот. Ако не се јавиш саат време пред состанокот у четврток, ништо од состанокот. Како словенци да разберат? Ајде сега да ве прашам која е таа некултурна појава која што ни се случува во општеството, која што вас најмногу ве иритира. Јас имам неколку тука, а вие слободно можете да си додадете свое. Од типот свирење на семафор, само што ќе се запали зелено, некој легнува на Уште не се запалило зелено, жуто само што трепна. Чекайте да ви кажам нешто за семафори. Ја до пред некое време возев Ford Fiesta со ШТ табли. Која боја? Црна. Црна. И пази, семафор црвен, јас си стојам нормално. И еден ми свири од позади. И се вртам, викам, сега ќе видиш, ја дека корпулентна. Викам, сега ќе видиш. Кој ќе ти излезе? Викам, кажи ми, дечко, шо е работа? Вика, ти свирам за да не заспиш. Абе! Значи тоа е една од појавата која што тебе те иритира. Мими? Сега и јас свирам. Па или со зеленото или нешто друго. Во сообраќај, да, така ме пречекаа сега во Скопје кога стигнав. Инаку битола кружните кои имаме, така да немаме Не сме проблем со навикнати зелено. на југовци, не е до таблицата, брат. Не сме навикнати на југовци. На југовци, да. Мене ме нервира на пешачки кога нема да застанат на пешаци. Да. Тоа Страшно ме сакам ваѓа да од прашам. Знаеш како? Викаат кој е оној кој што е понекултурен? Тој што нели стои на пешачки, да, или оној кој што толку бавно поминува на пешачки како да е на некоја Па пешачка. тоа е Како нискор мртва зовелиме во трка. битола. Тоа е мртва трка, не Како знаеш. нискор Управо ќе си. поминува, Како нискор нискор, така да. бе. Срамота е и што поминува спор, ама не знам, сега сигурно се сеќавате. Едни од првите пешачки премини во Скопје кај што почнаа да застануваат со колија на Битпазар. Аха, добро. Тоа е таму све светско ниво. Све е хај левел. Прошетани луѓе и жива вистина, не се шалам. А тоа што Ако им негде направија, почнаа да ти сериозен застануваат кога таму, збориш. Не таму се застануваат. И посмешно. уште немаше семафори.
Само пешачки беше. Луѓето си застануваа. Сега, кога сме кај Вит пазар. Чекај Епа да сега. прашам. Да, ни. Дали се применува над возникот? И зошто се Не. уште одат на пешачки? Па го срушија тоа пак, нели виде? Го тргнаа тоа. Добро. Па да можеме тука на сред улица. Добро, Берта, тебе која појава најмногу те иритира? Каде во сообраќај? Па, и Јас во возам сообраќај, тротинет и велосипед од како знам за себе. Тротинет, ајде, добро, ама во велосипед од како знам за себе. Сега ме нервира што ми возат на велосипедски патеки и што што ми пешачат паркираат. на велосипедска патека и се карам како да не кажам тешки зборови, се карам на секое. Добро, зошто овде? Зошто таму? Не, ова за нас, ова за вас. Зошто збрка? Зошто? А вечето каснам негде, вечето доцнам и стварно таа патека треба да биде за велосипедисти. Да, овие проблеми ги немаме во Битола, јас малку ве жалам Скопје, не ви стига. Немате велосипедска комплицирано. патека, брат. Немате велосипедски патеки? Имаме Многу комплицирано велосипедски звука. патеки кои не се практични. Аха, и Само се нацртани за да се пофалиме дека имаме велосипедски патеки, али не се практични, не се користат. А велосипедисти имате ли? Имаме, да. А кај Многу. возат тие? Возат околу Битола, возат на улица, возат во гужвата, во сообраќај, возат на тротоари, кај што ќе се снајдат луѓето, генерално. Добро. Даце, ти имаше коментар некој или не се размишљаш? Не сакав да ја прашам, Берта, има вонзерски тротинети за волку големи луѓе како мене и тебе. Значи, Тротинет, поинта- те замислив на тротинет. Значи поентата Шо е тротинет? да биде што потенок тротинетот и да управуваш како скијање на вода. Значи, знаеш како Јас се качив на тротинет? тротинет, се осетив Ја како не се човече од симнам. кинер јајце, човече го оставив, си купив Си го сочак и промашил, си цел и тротинетот готово. си го промашил. Вистина е дека тротинетот е за лето, затоа што поладно, не се потиш, а велосипед е за зима. По мене така некако оди, бидејќи велосипед вртиш и нели имаш циркулација поголема преку лето, не е баш ако треба да одиш на состанок негде велосипед. Ама верувам дека ја не се симнав зима лето од тротинет и само си го промашил тротинетот, да знаеш. Тенок, дај елегантен, тротинетот, да знаеш како да го скијање на пробаш. вода су. Ова беше некултурна шала, јас се извинам. Рече дека упаѓаш во збор и дозволено ти. Че, по Ајде, прашање ќе одиме се? Како? По прашање ќе Па, одиме. можам да Ајде малце прескокнам да некој. расшириме, малку да расшириме точно Ја расшириме што и е темата. тоа култура да видиме. Значи, дали Сакам стварно да е прашам само... поради тоа што почнавте веќе, ја начнавте темата за тоа како реагирате на некултурни луѓе. Ајде да слушнам како реагирате на некултура. Значи, ви давам опција, влегувам во длабокото, односно почнувам со се, од ваму, од таму, за да го ставам на место човекот. Му редам се по список, нели пцуете, си преќутувате и си заминувате, попаметниот попушта, или само еден збор кажувате. Е, и филмска исто си сцена се. заминувате. Кај има таква филмска сцена? Еден и паметен збор. Кога си изнервиран, само еден паметен збор да кажеш. Кај Син има еден збор, се вика неквалитетен еден. Па еве, ја тука се концентрирам, Браво. кога слушам него, и јас се концентрирам све по список. Од тетки из Новога Сада до сегашен момент. Нема. Сега да ви кажам што ми се случи пред некој ден. Имам доле комши кои што луѓето си се веселат, веселјаци се и тоа е во ред. Еднаш, два пати, три пати во неделата да пуштат музика која што кај мене, они кои слушат музика, кај мене не може да се гледа телевизија. А, толку гласно. Толку гласно. Е, кај нас пишуваме на врата. Ама Ќе џабе слушаме тоа. музика. Ќе имаме роден ден. Џабе тоа. И сега друго е поентата на муавитот. Значи, во недела толку гласна, не се смеј дечко, во недела толку гласна музика што прозорите ми се тресат. И сега тука се поставува главното прашање. Не ти е добра дограмата. Дома се татко и син. Добро. Детето од кого да учи? Ако таткото се однесува така насилнички и музиката не е добра, ако е на не знам колку децибели. Ама се поводува Значи, алкохолот. Нели и во тоа треба да се ужива. А ти како им реагираш? Што правиш? Ја после 15 години викнав полиција. И? Луѓето дојдоа културни, Рекоа ситен случај ова. рекла, чукнаа кај нив на врата, оке, ќе прекинеме. После 30 секунди од кога се отидоа полицајците, ако до тогаш било 100, они пуштија на 300. А, за инает. Да. Или лоша ракија. Добро. Мими, ти како реагираш на
Некултура во битола, по битолски како се битолски. реагира, кажувај. УПМ. Само така ќе речеме. Само така викате? Да. Не, Многу генерално културно. ете, во самата најава ти кажа, Битола е културен град. Ја имам и културни комши. Околу мене сум немал да речам некои такви ситуации. Може ли културно да се изреагира? УПМ. Толку, а? Многу филмски ова. Тоа да. Многу филмски ова. многу Како ја да научам Многу упама да културно. речем. Јас во последниве неколку години не реагирам никако, затоа што се осетив избрукано на едни семафори. Како? Па, Значи заклучуваме дека најмногу некултура има во сообраќај. не, види, ја испаднав некултурен бидејќи типот, не знам, вајда гледа од овие емисииве народна музика кај што гостувам некаде и ме позна. Не ти е срам, бе, ми вика вака да реагираш. И ја пропаднав у земја, иако он не беше управо. А ми се случи, искрено сај ќе ви кажам, како Оли и јас да раскажам нешто. Си купив моторче лани и си го возам многу активно и ми е многу во. И еден будала пред 2 дена ќе ме утепаше. Со кола или со што? Да, со кола, затоа што они стоја на црвено, двете колони, а јас ваму бев прв на зелено. И само што се доближив, бидејќи само што се упали како јас и ти, и јас да си фатам зелено и тој свртена кај мене. Позади мене имаше тамче. Зелена церада со црвена, ќе го поздравам тамчето, закочи на време, иначе ќе ме смачкаше. И типот директно у мене отиде и јас за да не отидам под кола, си закочив на двете, немам многу искуство една година на мотор, ми се крена целата безпод Не си позади. возил тротинет, значи ти. Да. Како се паѓа од тротинет прво, не. И акнав со кацигата у визирот, со моторчето од страна од тротоарот и така си скршив едно пластиче таму, нов ми е моторот, ми е жал. И па вистина ви кажам. И тргнав да го тепам, ви кажам наискрено. И јас толку агресивен у последниве години не сум се осетил до сега. Ама не можам да го стигнам, мојот мотор иде 50 кубика, е неговата кола 120. И сигурно Како се беше... почувства изфрустрирано дека не го стигна или се викаш добро е што не го стигна? Или Ја добро е што не го бев стигна? Бев многу Добро е свесен што не што го ќе се стигна. случи, бидејќи во денешно време не знаеш кој ќе ти излезе од кола, како викаат, нели, Така, така. Не, што така ќе е, извади. Така е. Така е, да, ама јас така Не, многу не, ќе го страшно. тепав и сам ќе отидев у полиција, ви поштено ти кажам. Што е за вас непознавање или непоседување на елементарна култура? Ајде. Општеството станува се полежерно. Не можеш да одредиш денеска ова е култура, ова е некултура, затоа што она што е за еден култура, за друг е некултура. И не може на некултурен човек да културниот баш му влијае и дојде и му каже слушај ти не си културен, треба да се поправиш. Искрено не му е гајле дали треба Тоа да се да. поправи или дали не треба да се поправи. Јас некако гледам на кога ќе видам културен човек според мои мерила, јас гледам на културата како некаков подарок. Значи некој има доволно веројатно квота во животот собрана од убави настани, од убави искуства и се однесува културно. И од убави, ајде да речеме, простори, и од убави луѓе и се однесува културно. Места кои имаат среден живот, кои имаат среден сообраќај, кои имаат средени правни системи, кои имаат средени меѓучовечки односи во јавни институции, како сакате земете го, немаат причина да бидат толку многу нервозни. Ама не, Берта, ја не се сложувам со тоа. Може на ти така? Тоа ти што го Културно кажуваш прашање? дека не може да се не може се преливаат некултурата и културата. Не се преливаат. Тоа е статус кво култура, статус кво некултура. Значи, ќе ме прашаш зашто? Заради тоа што основното, културата, дома, воспитувањето си го носиме од дома. Не може јас сега, не знам, да се искивам и да не си ја ставам раката. Апсолутно е тоа некултура. Зборувам за банална работа. Или, а се сложувам со твојот став дека луѓето кои што работат во институциите ја немаат причината да бидат толку према нас нервозни. Значи, ајде да ми одговориш на прашањето. Се сложувам со тоа Извини. заради тоа што они се таму заради нас, а не сме ние заради нив. Значи, дали Јас се имам- понекултурни обичните луѓе или се понекултурни оние што се на функција? Па не би ги делила на обични или на функции, заради тоа што ние сите имаме некакви потреби и сите ние доаѓаме во контакт со луѓето кои што се на повисока позиција од нас. Значи он го прошол мојот стадиум и на таа позиција е таму заради тоа што знае повеќе од мене. Со самото тоа и е покултурен од мене.
со самото тоа што веројатно требало да е покултурен од тебе, ако така? Мими, слободно можеш да Го продолжиш. прочитал од А до Ш. Сега не е културно и да се лаже, али тие што се на функција често и лажат, така? Така, значи обично се очекува од тие кои што се на функција да бидат Да, покултурни. Културниот е јас така, а тоа е зимам подценување на интелигенција. Така е. Кога некој те лаже во очи, да, значи ете Јас да зимам речеме, идеални повели. услови. Имаме многу функционери кои што ветиле многу нешта. Кои што Не ветиле само функционери. Да, сакам да кажам, значи Да. не мора да се политички на функција, може да биде директор на приватна компанија, така, значи тоа е нешто кој што ветил. Ти ветува некакви работи, ама те лажи со автоматски не го исполнува и тоа е непочитување, не култура во односот, со тоа автоматски како што кажав, да. Добро, ајде, Даца, ти на оваа тема, значи кој е понекултурен? Јавните ликови или обичниот народ? Затоа што некако кога нели некој во јавноста нешто ќе направи, секогаш се осудува. Меѓутоа, ако тоа го направи обичниот народ, а си го правиме по дома, не се приметуваме себе си. Јас сум видел во кафана. Во кафана, точно во кафана И се гледа. И такви ситуации, само не знам сега, ајде прво да се ќе се вратам малку. Јас мислам дека културата луѓето си ја носат во генот. А, се раѓаме културни. И не можам да разберам дека некој родител дома воспитувал дете, не е битно генерација моја, ваша или како и да е, не дека сме нешто многу разлика, дека не го воспитувал правилно. Кој е тој што нема да му каже на детето, ќе кажеш добар ден на комшијата. Има такви? Не, сериозно, има и такви. Има и такви. Бог да чува. А во кафана ќе видиш свашта. Има и такви кои што не ги учат децата дека треба добар ден да се каже. Види, јас најдов една ситуација, еве сега ќе кажам сигурно и детето ако гледа дома ќе се сети. Поголемото мој има 11 години, не знам, можеби имаше 4-5 години. Одиме на тротоар и јас му објаснувам зошто на еден стар човек. Добро. Му реков, господине, да ви помогнам да поминеме улица заедно. Зошто ти му помагаш? Па он може само, он оди, он не се служи и сега му објаснуваш и навлагаш, и збориш. И поминуваме покрај 60 години нека има мажот и жената. И он се врти и вика, добар ден. И човекот го гледа, што му е бе на детево? Сериозно. И мене толку многу ме навреди, која рече што му е на детево, не знам, се осетив. Аха, Многу значи бедно се осетив. сето она кое што ти го се извинувам, објаснуваш, господине, на детето не му е ништо, само е културно, за разлика од вас. од тоа што го кажав од најавата, ненормалната Ама испадна тажба многу нормално. окей човекот, ќе го поздравам ако ја гледа емисијава. Испадна многу окей што се врати, да ти се извинам, викам нема потреба и знае веќе што ќе ми каже. Моите вика генерации ги учеа вашите да вие ги воспитувате вака, ама ние вика не сме навикнати веќе на ова. И тоа е вистина. Кој ќе видиш ти дека две мајки во парк се караат за некоја топка, а порано викавме дај му ја и онака не си играш, ке си ја земеме кога ќе си одиш. Сега нема веќе тоа. Или на наставничките у школа. Сакаш да ми Или кажеш како и да е, дека го нема За момент. тоа викав, извини се, за тоа реков преска од кого да учи детето кога таткото пушта на 700 децибели. Од кого Не, но да тоа е учи алкохол од детето? мојот ген, не може да учи тука. Да, јас имав една ситуација сега пред скоро, бидејќи често посетувам театар, да речам во Битола, се среќавам со еден познаник кој што е 20 на години и ми вели кај одиш, имам на театар. Имам да не сакаш да дојдеш. И ми вели немам никој што дојде на театар. 20 години, да, и му велам ајде дојди, значи да видиш што е работата. И се беше камерна представа, практикабли. Тука седнуваме, да речем, на сцена заедно со глумците. И седнува до мене, икс-персоната, по 10 минути стана замина од представа. И бевме вака, значи цела публика што се случи, зашто стана детето. Сат и пол не чекаше надвор да заврши представата. И јас станав, го прашам зошто замина. И ми вели не знаев дека не е окей да станеш од представа да излезеш. Како бре му велам не упатство знаеше. за употреба на театар. Да. Не, Во ама си шок? направил добар потекст. Значи, јас знаеш како викам, треба да му овозможиш некому да види представа, да види театар, да види однесување во театар Така е, да. и да размисли како ќе се однесува кога ќе отиде. За жал го следниот пропушти театар. тој првиот Не можеш да пат. го седнеш дома и да му речеш, слушај, ти во театар ќе се однесуваш вака, Така е, да. вака. Мора да се сложите дека се полежерно станува начинот на однесување негде. И затоа викам, многу е тешко да разграничиш ова е културен, ова е некултурен. На краишта културата треба да зборуваме и за деловна култура. Треба да зборуваме и за
почит кон партнерот во деловната Така е. култура. Еснав Така е. код, порано се Така викало еснав код. Еснав код, значи треба да има, не може еден мејл еден месец да го четаш. Не може да има. сега кога сме кај дрес Значи, кодот, извини. Кој ќе го каже како треба да изгледа? Тоа точно. Генерално зборуваат ти кога жена ќе дојде во одредени години, посебно за жените. Тоа е, види ја како се облака, не и доликува така, не треба да стави деколте или не треба да облече кратка сукња. Оле? Јас со тоа низ годините многу имав проблем с него, да ти кажам. И сега и тешко ми е да одговорам на ова прашање. Ја ме гледаш каква сум по природа и кога бев помлада сакав да носам деколте. И не гледам ништо лошо во тоа, во деколтето. Ако деколтето откриено, нити те прави по-поштена, нити те прави по-непоштена, нити те прави по-културна, нити те прави по-некултурна. Дали е така, напротив, Да заврши. Ајде. напротив, така добиваш поголем предизвик да кажеш дека првичната перцепција која што ја гледа мажот, дека сум јас сексуален објект и дека не разбирам ништо друго, е многу поразлична од неговата. Ајде перцепцијата на мажите, слушам. Кога станува збор за професија, јас мислам дека треба асексуално да гледаме на работите, без разлика кој седи пред нас. Имав една таква ситуација, можеби некој гледачете во мојата емисија која што имам на YouTube, мојата гостинка Најмилка кажува, Софија Ристевска кажува да за пример со еден директор на една институција театар. Так, кога дошла она со деколте. Да, таа носела деколте кога преговарала за представата, нели што треба да се одигра во тој театар. Првата реакција на директорот кога ја догледала режисерката била, ако смеам мака да го кажам, И таа ми вели, човече, директор на државна институција, театар. Ми го враќа така. Културна институција. А чекај, кажуваме дека има каде се носи и кога гледаме у деколтето и каде се носи кога не гледаме. Еве сега таа седнала у канцеларија. Па јас сега Не е тоа го пресудно, кажувам. сакам да кажам. Сега, Дури Значи, многу таа ми е се одисно допадна тоа. Што да прави директорот? Кај да ги... Чекај, ајде сега, ние не сме може жени. така. Кај да си ги Ако седи ставам на браните деловен ја состанок, под мишка, со под деколтето, кај да ги ставам? И види, зависи каков деловен состанок. Ама чекај сега. Чекај малку. Чекај, Шките во слушај, својата класа нема деколте? Има деколте, и тоа па тогаш- многу често. И ние многу често се шалиме, извини, вика што не може да те гледам вака у очи да разговараме, ама си има место бе, кај си гледаш у Добро, деколте, си кај си има гледаш у место, очи. никогаш да не е ептен претерано. Ама ја не можам, таква сум јас, природата ми е таа, што да правам? Па Кој не си можам има, на ќе си 500 степени покаже. уролка да одам. И вака не ти фалиш. Па фала. Е, па кој е понекултурен? Тој што гледа или таа што го отворила деколтето? Тој што гледа. Тој што Тој гледа. што ќе искоментира, ти можеш да Така е. видам, ама ако не искоментирам, да. Сериозно? Па се Да Бога ми се да. лявам, а да се чутам. Или нека гледа дискретно, што има брз. Баш. Како се гледа дискретно жите? Вака. Скришно. Нека си гледам да Скришно бе стешки, скришно. на квар. Ајде сега да преминам на муаветот кои се понекултурни мажите или жените. Низ вековите тоа важи дека мажите се многу понекултурни, меѓутоа, ако тоа важи така, поставувам прашање, како е возможно во локалите женските тоалети да бидат секогаш повалкани? Ајде да се. Слушам. Саш да Ја, почнам кај сега бидете кога бев прва година средно и кога одевме со другарчињата од мало И? на одмор во хотел некој уструга во Охрид, Евротел и како да е ова ми е толку некултурно, аз често го користам, се извинувам. И дека нашата соба секогаш беше посреден и почиста него сите женски соби. И тоа си во право, нема ресторан кај што ќе влезете се у Скопје, ајде да речеме Добро. овде може и до службите, откај да знам. Не знам. Кој колку ги крие трагите? Се согласувам. Потполно точно. Верта? Никако. Каков е одговорот на Никако ова не прашање? мислам дека женските се по аљкави, како би рекле, од башките. Никако не мислам дека е така. На крај на краишта, па повеќе функции треба да се извршат пред да излезе една девојка од купатила, повеќе функции, помалку функции машко, да речеме. Во ако не денешно се време и земе. не би рекол. И не би рекол, има толку многу машки што по сат време седат по веце да се предат, со пинцетата да си скубат веѓи, нели така. Добро, ама чупалица, зборуваме како за се вели. она што го оставаме позади нас. Пинцета во Честни мисла да вели. исклучоци се, ако зборуваме така, више честни исклучоци има во се. Ама тоа позади нас што го оставаме,
Кај влезе ти во женско веце да провериш се ова? А сега за ова можеме да збориме до Сабајле, Во некоја биртијаш. Добро, прашањето беше генерално дали се покултурни мажите од жените, односно обратното. Го дадов само како пример Генерално да ви тоалетот. кажам дека работам во културна Институција во Танец, институција, да. каде што многу често имаме патувања. Не станува збор дали се работи за мои блиски колешки, колеги или странци каде што одиме во тие земји. Јас до сега впечатокот мој е дека жените знаат да бидат понекултурни од мажите. Мислам, Значи јас се пијанството, сложувам со женското тебе. или машкото пијанство е понекултурно? Женско. Женското. Женското. А, не, уствари. Брани, Берта, Ама кажувај. зашто ги делиш Жив така ти Бог, народови, машко или Така женско? е. Малце за да се зарчкаме. За тоа делам. Иначе, Гледа како сме седнати. иначе некултурни има и мажи, има Апсолутно. и жени. Има нечисти жени да ти се скади во животот, а има и мажи да ти кажам. Не, ама за Со заби пијанството. смоки, например, тоа највише го... Или знаеш каде може да се подели уствари Ајде, работа? кажи. Каде? Као за нас е дозволено, а за вас не е Е, дозволено. така? Знаеш, вајде да ќе завршиме вака на крај. Чудно е жениве нешто земаа замав у задње време, ама многу лошо изгледа. Многу лошо. Многу тачно. некултурно, многу. Нема Се нема сложи. полошо нешто кога ќе видиш од некултурно девојче кога ќе се напие. За разлика од мажи, што се научи, ајде стока. Тоа е остави. боема. Тоа е боема. Како Тоа е боема, Боема, а ова е невестава е пијаница. Боемите умре, а само пијаници има, така да нема мажи боеми више. Од нормала. Ама во кое обкружување во кафана? Кафана, нели зборме за пијани? Така, Или за не се пиење. вакво? Ајде да слушнам која е најнекултурната песна, односно на која песна најнекултурно се однесуваат. Има ли таква некој или Има тоа на зависи од некоја на некоја турбофолкарска, да не ги набројуваме, има еден тон. Имаме толку влијание од соседиве. На која, например? И па Кажува една. Идем у Дубај. на Теата Ивович. Идем у Дубај? На Хајде. Така. Не знаете што е тоа. Не знаете што. И дури сакаат со збор да ти се докажат они. Ти знаеш што ќе се деси, кој ќе почнеш да ја пееш. Зашо ќе се да деси? видиме. Слушај, Ајде, дај кажи малце што. тонот да видиме дали тука ние некултурно ќе почнеме да видиме Тресење дали е ова, до песмава тресење или е она, до... и тие Слушам, да, Не знам, Знаат ли ако- да играат, бе? Ма знаат да играат, да, знаат, ама има и што не знаат. Тие се многу јаки што не знаат да играат. Тие ги бараат песните. Ти мене не си ме видел, затоа викаш не знае. Да видиш што е не знае. Чекај, не знаеш, ич не знаеш да играш. Тапа, бе. Чекај, Ни да, оро на свадба не знаеш да Абе, играш. знам тоа право. дали е културно или е некултурно да се фатиш на орото иако не го знаеш, да го кочиш тој што е Ама го играл. последен да се фатиш. Нема да сум те видел негде. Културно е да си весел, се свадба. Види, Последен, ако Па си да не седиш па цела свадба. Е, и тоа не Тоа, Да, дали, шо ќе дали е направи? понекултурно да седиш цела свадба или да се фатиш и да го Са, не може оплескаш ако е орот? весел Ако да си го оставиш зафатил на маса свадба, да го дека врзаш. одиш, мора да тераш. Значи, Мора да обичајот тераш, мора Еднаш, два пати да По мене станеш, да не така. си кјутолог таму. Дури и да не си чутолог. И дури и коментари оваа песна чини свадбата. Ја па таа свадбите стварно не ги разбирам. Значи секако најоговарани се тие што организирале свадбата, секако најмногу мани им се барат, најуморни се, фаќаш организирале. И зошто на крај Ајде сега да видиме ние македонците. Чек да кажам јас Кажи. нешто за пијанството. Ајде, кажи за пијанството. Значи, ете, да ги уште одбраниме уште жените. Јас викам, затоа викам, културата има многу поголеми рамки. Некој е културен, некој е некултурен. Дали се прилева, не би рекла, исто така дека се прилева. Нема тука резка граница, ама и не може да земеш дека ете така ќе му влијаеме сега ќе го искараме и он од утре ќе се засрами и ќе биде културен. И Не више му е нема гајле. да прави. Ама Да. Берта, гледај што вика, култура е микс на духовно и материјално делување во средината во која што постои. Така е и има многу други кодеци кои треба да ги спомнеме и да кажеме дека по мене култура е достоинство, самопочит. Браво. Од ова не одам. Така. Значи, ме фатило, многу сакам вино, ме фатило, ќе си одам дома. Кафана така, треба до да си наше време знаеш не се мерката. затвараше. Да си ја Девојчиња знаеш до границата. крај на кафана не останува. Се знаеш и тие кои што остануваат. Така, Па, така беше. Да, Така тоа беше, тие ги така велиме беше. мишка парти. Како ги викаме? Мишка парти. Мишка парти, што значи? Ти рацете кренаш и тука мирисе на О, браво, браво. Многу добро, да, мишка парти. Нека мишка парти. Си остануваат на крај, другите бегат. Е, сега знаеш како е? Брат, ќе си одиме. Чекај, ќе возиме. Кај ќе не возиш бе тој? Ќе идеме у Идеме на железничка горе, тоа не знам како се Како беше, зашто ме викаат некултурно сум излегол у кафана? Ја ли сум крив што ме згазнаа на раката? Е, знаеш што е некултурно у кафана? Кажи. Да пиеш чај у чаша од вино. Фала многу, фала.
Тоа е некултурно да знаеш. Добро, јас заради тоа што не Ја имам- пијам и беше некултурно сите пијат вино и јас замолив да ми донесат чај во чаша од вино. Имам пострашно. Кажи. Другаркеве се упорно на Raw Food и отишле на вечера и си отвориле пакетче од Raw Food спремен однапред, да има официјална вечера, 20 луѓе. Па тој ден им бил за таква храна и си ја извечерале од пластично вечер. Офле, Пострашно е чајот. Пострашно е чајот. Тоа е Многу е. Не одам. Многу е, многу. Не одам. Тоа е Многу е. некултура. Не одам на вечера. Кафана е уживање. Таков ден бил, не знам. Не е културно, значи. Отидеш у кафана да протеински, уживаш. Таков Raw Food ден бил, си отвори, вика, што да правам? Си го платив, значи цело, како се вика тоа, таму пакет, не знам, не сум на диета никогаш, значи си го плати, вика, тој ден ми беше и 20 луѓе на вечера и си отворила пакетчето, сите вечера, салата јаде. Јади салата, на крај не Да, да така е. Таа некоја моја моја крвна група. Уште само да прашам, значи што мислите вие во која институција се наоѓаат најнекултурните луѓе? Во Или која културата. Во културата. Во Такви културата? медиокритети, мислам дека... Зашто? Затоа што нема доволно талент и имаат завидливост кон луѓето и немаат пошироки видици кон луѓето кои треба да речеме пуштиле некаков повик за култура и сега треба да дадат поени на проектот кој е во култура. Па такви медиокритети, значи не зборувам за Македонија, само сегде има таков проблем. Кога треба да се оцени нешто, а ти си во една институција која мислиш дека е твоја, а не е твоја, значи јавна институција, тоа се народни пари, тоа се државни пари, и сега треба да оцениш некаков проект кој треба да кажеш некој дека е подобар на краишта во нешто што го работи и од тебе и од другите. Мислам дека апсолутно не најнекултурни луѓе, ама најтешки граници може да се постават тука негде во културните институции, во луѓето кои треба да работат, да речеме, и администрацијата. Така, добро. Затоа што се однесуваат како да се ними. Оле? Може ти Не пократко. знам дали таква дефиниција можам да дадам во која гранка се некултурни. Сегде имат луѓе кои што не си ја заслужуваат позицијата на која што се наоѓаат. Еве, ќе кажам еден практичен пример. Пред 10 дена бев во една ординација за естетска корекција. И девојките кои што требаше да ми ја направат корекцијата, збореа на јазик на кој што јас не го разбирав, не е албански, не е англиски. Прво, ја кога сум отишла таму, се работи за моето здравје и е многу лично. И јас сакам да ја слушнам комуникацијата која што се однесува на мене. Јас за тоа давам пари. Така. И кога еднаш ќе те опоменам дека јас сум лаик за медицина, но јас сакам комуникацијата да ја слушнам како твој пациент или клиент, како сакате наречете, јас морам да ја разберам. Исто е во секој И институт. не се поправа. Бев на клиники горе, оттаму сум одушевена од пристапот кон мене. Добро, значи да не ја Во сите- продолжувам темата од да, она во што сите сватив е дека институции секаде постојат секаде и некултурни секако. луѓе. Има Мислев дека исклучоци, има така. и некултурни секаде и културни. Секад. Добро, ајде уште да прашам за македонците. Важиме како некултурен народ, затоа што нели не се грижиме за природата, фрламе отпадоци, што викаш како комши, не сме соработливи, не го почитуваме ниту времето, нити просторот на другиот. Меѓутоа, има еден феномен кај нас македонците, кога ќе отидеме во странство, Сме културни. сме културни. И јас го знам Што рецептот прави? зашто е тоа Зошто така. е тоа така? Многу се високи Заради казните. тоа што така е. Зошто? Затоа што се високи казните. Еднаш ќе го така удри е, по џебот, така е, два пати така ќе е. го удри, третиот пат не знам јас Ќе ти дали кажам ќе сега имам да. Кажи, 400 кажи. евра да платам казна затоа што сум Фрлива пикавец на Не улица. 400 лев, значи бев Кажи. пред, не знам, 2-3 години во Австралија. И се сестра Ама ми- бе јас до Радовиш не можам да отидам, ти до Австралија. Не, само да кажам, бидејќи е друг континент и имат некоја друга култура таму, на однесување и така натаму, ама таму имат не казни. Тоа е да ти го земи животот буквално. И сега јас македонското во мене несвесно. Значи се возиме во колата, пушам цигара и од пушокот како што утресев, тај кричам. Е многу убаво. Да, знам, признавам грешка моја. Мислам тоа не го правам овде во Македонија, не знам што ми се случи. Потпуно си ме разочарал. Да. Дете, ама јас си фино дете признавам, беше искрен до сум, нема сега. врска. Се случи,
кој од вас нема фрлено нешто? Мислам да секој му се случило нешто да ја го фрли. носам. Ја пикавец не пуша, не пуша. Пикавец нема, ја сум пуша, се случило да фрлам обично да. Те зезаме бе пати, Го ајде чувам кажи. пикавецот до следната канта, да го докажам муабетот. И сестра ми вели, те молам, нема уште еднаш да ти се случи ова, бидејќи казната за ова што го направи сега моментално е $11,000. Само тоа. Само за еден пикавец, Само тоа. Ти чим си имал пари до Австралија, имаш пари за казна веќе. Па богат човек сум, јас си духовно и секако. Да, $11,000 и никој не се осмелва таму да. Да, и направи чисто е и бајно и се. А и видов исто така, полиција пред мене, Макдоналдс од drive-thru си зедоја, значи јадење, и на крај пакетчето танк низ џамчето се го фрлија полицијата во Австралија. Јас мом на сестра ми сега образложение за ова образложение ми вели ке ти речат има комунална служба ќе се изчисти. Види, Ама па, двојни сегде беше аршини, чисто. двојни Вистина, да. аршини, добро. Мислам дека можеме да затвориме дел од муабетот овде, значи ќе побарам джингл и ќе продолжиме. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме. Од оваа епизода ние имаме една рубрика, гледачите ви поставуваат прашања, односно некоја дилема која што нив ги мачи, па ќе замолам одговор од еден од вас. Значи имам вкупно 3 прашања, така да ајде да видиме кој ќе се најде повикан или кој ќе сака да одговори. Често ми се случува да не реагирам на некултурни испади на луѓе, затоа што јас лично се чувствувам некултурно. Ако, например, се развикам, опцујам или пробам да се објаснувам. После ми е криво дека сум испаднала муле, а овој си ја завршил работата. Како да реагирам културно со некултурни луѓе, прашува една Билјана. Ајде, Даце, шо да правим? Ете го муабетот од преска, дека јас, ама си нагласив убаво, во последниве неколку години ќутам. Така? Ама затоа жена ми до мене реагира. Ама стресето, да знаеш. Жена ми реагира, ќе ми Како истепат ангел некој. си, после кога ќе кажеш што имаш да кажеш, јас вака. Како да реагира Билјана? Годишно еднаш, да речем, еднаш, не секоја недела, ама тоа значи дека стварно си ми се качил на глава. Тоа значи дека сите можни ресурси се потрошени на културно однесување, на културно кажување, на подценување на интелигенција, еднаш, 2 пати, 5 пати, јас не можам да закочам со еден збор. Никако. Ама верувајте дека моите па пријатели викаат зато се бајлето утре дента си насмејана. Аха, да си се кажал, издуваш. Значи советот за Билјана е на крај да дека не се троши некој мозочни претерал, кели. кажи си Да и не да си видиш. троши мозочни кели Не на да си. глупости. Порано не учеа на постарите да им се обраќаме со тетка и чичко. Сега кога на некоја ќе речам тетка, таа се навредува. Како да реагирам? Ја госпожа викам. И јас ја имам истата дилема. Не знам да одговорам на ова прашање. Ако кажам госпожа, тоа Не, јас се некако смеам ми со е моите пријателки, сега ќе како дојде да вика. да го исмевам човекот. Ма дали мене така ме учела кога сум била помала и секогаш да се обраќам со тетка или И чичко. чичко, и тоа е културното. Да, Сега порано беше- времењата Ама се сега ако сменија. речам на некоја Тетка тетка, беше една баба, сега една возрастна жена, да. И тоа веќе има, реков, се полежерно станува и однесувањето на па не е лежерно. А не е лежерно, затоа А што лично на ако вас му ако ви се обратат како тетка, Не ми например? смета. Ја Не. обожавам мене да ме викаат тетка. Ама кој ти рече некој на пазар девојче, од него купуваш. Па мислам дека да. Ете, девојче. Девојче, А девојче, ја 50 години девојче. Ева, ти вика девојче и ти И тоа е некако флерт сега или не е поизакупуваш. флерт? Ако ти рече девојче. Флерт. Ама на него нема да му кажеш кој на мене флерт. Не, не, слушаме, не е тоа флирт, се вика продажна стратегија. Браво сте, лелеле, браво сме. Мене почнаа пред некој време чичко да ми викат, ми беше смешно. И Чичко, ама шо и сватив дека имам внук од брат ми кој има 14 години и сум му чичко и нормално е овој од 9 години да ме вика чичко. На Мене до другар, сега никој ми нема речено чичко, а имам внука од 20 години, така Ти види на пазар. тоа е како те гледа. Значи, до тебе. Добро, добро. Имавме случај кај Даце, ме учеле секогаш да ги поздравувам комшиите во зграда, а има комшии на кои кога ќе им речеш добар ден се ќутат и не возвраќаат. А, така. Како да До реагирам? 3 пати. Што? Може И и не му глув викам комшијата. До комшијата, а? Може и глув, викам. А може, може си има диагноза тачно. Браво. може си има диагноз. Да го продолжи да го поздравува комшијата Па или се не? во рете. Доđi јучи. Не, а? Го Јас си игнорираш. велам на сите добар ден кој ќе си врбавате низ улица кај мене кај комшиите, си ги поздравувам тие си сите. добрица. Јас тоа велам, јас изгледа нешто не сум нормален. Сите преќутуваме за да не го изгубиме за пријател. А, А така. тоа што тој не чини, мислиш дека не му е јасно, јасно му е 100%, ама да ти кажам треба да се по-старски. расправаме Да до ти утре. кажам по-старски баба ми, дедо ми, како би ти рекле. Дојдоа дивите, ги истераа питоми.
Ете, ајде заклучокот. Кажи Даце, па Викала ќе... една бабичка на мој возрастен колега, баба, синко, истрпемо турско-германско, овој селјачко не се трпи. Сега овде се измешаа вредностите, бидејќи сме собрани од цела Македонија и пробуваме да се докажеме кој е на повисоко ниво, кој е на пониско, кој е поградски. Јас сум од асфалт, јас сум од аеродром, од Имав едно прашање, може би и така треба и да завршиме некако, иако веќе го начна заклучокот, дали на вистина е мнозинство оние кои што се однесуваат некултурно, па малцинството културно мора некако да се прилагоди, или пак друго прашање, значи дали има вистина дека во помалите градови се покултурни луѓето, затоа што се уште им држи она, абе ме знаат сите, па срамота е тога да го прават. Порано мислев дека е така, ама Не е така. сега не е така. Не е така, не е значи секаде. Што е тоа помали? Еве Радовише помал место Од ти е срамота ако ме видат нешто да направам на улица. Срамота ќе му биде на тој некултурниот, исто нема да му биде срам и во Скопје и во Радовише. не е до градот. Да, тука поќе ќе се опушти. Така. Не. Добро, ајде да заклучиме на крајот. Значи, како малцинството, културното малцинство да опстои кога владеат некултурното мнозинство, кога владе. Да читаат. Да одат на театар, да гледаат концерт добар, да слушаат Да музика, дебатираат на да секакви дебатираат. теми. И да се интересираат за традицијата. И многу важно, многу Традицијата важно. и културата се многу врзани. Луѓето традицијата не си ја знаат прво. Прво, како што точно. треба. И да Затоа патуваат. Да, и да го Да разграничат патуваат за да кој за да моцелски се сега соочат со патува. малце повеќе Знаете ли култура. што рекол Негош? Ајде. Апропо Се патувањето. музиката, нели? Ако човек во својот век не искочи од својот атар, Имено. значи не постоел. Јас мислам дека имавме фантастична дискусија и ви благодарам, заклетвата се исплатеше. Значи, добро благодариме на изреагиравте поканата и на убаво почетокот. Културно е кога некој ќе ти дојде на гости да ти донесе поклон. Ама јас сум многу Леле, покултурен не, сега, домаќин. Не исплеска на крај мушки, дали се види? дали културно. Јас сум многу покултурен домаќин и вас ќе ви испратам со Да не биде дека подароци. нема поклон, веќе ти подавна. Ете, гледаш ли битолчанецов, реков дека е најкултурен. Битолска Браво, школа, бе, браво, кавалерци, браво. Мими. Битолска Не школа. само што си културен. Леле, слушај, ова ми е против уроци, види плаво оче, против уроци си доби, фала ти. Сите гости си ги оправдал. Нашиот генерален спонзор Меркур секогаш за вас има одлични подароци, посетете ги. Значи Леле. веќе е пролет, ова е за Леле. некултурните, Ова е за градината. културните за да си ја измерат културата. Не, ова е за културната градина. За културната градина, Како повели, градина, да. За културниот дом. Културно е да се грижите за собственото Ова сега тело, Господ. за собственото здравје. Нашите пријатели Кенди имаат витамини и овие пробиотици исто така. Имате магнезиум, калциум, цинк. И дивана за гума има изгледа. Да, има се. Културно е да ви биде чист домот, затоа ви ја давам пастата за чистење, која што чисти се, освен гревови, Pink Stuff. Еве. А ќе ни пратиш некој по дома да ни чисти или? Се не ти е комплетна Зависи колку услуга. нудиш, зависи колку нудиш. Не, ова се така за е. мене е ова. Се за тебе, Каде, Ќе ги поздравам и Вега, кои што се грижат за мојата насмевка, може да се грижат и за вашата насмевка. Ги поздравувам и Убавина и здравје, културен магазин кој што треба да го прочитате. Исто тука ни се и Hyperman, Hyper Lady, тоа се креми терапевски кои што се за надворешна употреба и се за намалено либидо. Дечки, ви благодарам многу. Фала многу. Ајде културно да си се одјавиме. Ве поздравувам. Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известување.